Добро утро. Благодарение на ветерот паднавме на 4-то место по загаденост во Европа и не сме веќе шампиони. На оваа тема утрово да си кажеме со Јане Димевски од Шанса за центар и Невена Георгиевска од ВА иницијатива. Добро утро, добро дојдовте во студиото на Телма. Добро ве најдовме. Каков би бил вашиот коментар во однос на се она што се случи деновиве? Надлежните институции се прозиваат меѓу себе? Или просто, ако се изразам со вордингот на опозицијата, би рекол зачудува леснотијата со која надлежните институции кои наместо заеднички таргет во загадениот воздух се обвинуваат меѓу себе кој е виновен за ситуацијата во која сме. Значи веќе видена работа со години е истото. Ништо конкретно по специфични, похрабри чекори не се презема, така да ситуације ни се секоја зима исто, доколку нема ветер, се акумулира загадувањето и ги фаќаме тие први места на светските ранг листи, што воопшто не е добро. Меѓутоа, вчера имаше краткотрено време ветер, малце се намали, меѓутоа еве повторно си се качуваат вредностите. Меѓутоа и синоќа беше многу високо загаден воздух во Куманово, Битола, Кавадарци, во делови од Скопје. Струмица нели имаше два последователни дена со над дозволени мерни граници на ПМ10 честички, па има краткорочни вонредни мерки таму. Најлошо беше синоќа на мерната станица во Лисиче во Скопје. Таму податоците покажуваат 203 микрограми на метар кубен. Ново во меѓувреме е повикот на Министерството за животна средина вчера до сите институции заеднички да делуваат за да се намали загадувањето на воздухот. Претходно градот Скопје се огласи, па рече дека само тие работат, дека другите институции не работат. А во меѓувреме опозицијата како да долева масло на огнот, па прозива кој е надлежен, иако 7 години претходно беа на власта, не направија ништо. Димевски, заслужува ли актуелната влада шанса со оваа владина програма, која е достапна на увид на јавноста? Што содржи, каков би бил вашиот коментар во однос на програмата и дали може да се очекуваат мерки? Горан, состојбата околу препукувањата меѓу партиите, тоа е една стандардна оперативна процедура, да не речеме, низ годините, сите ја знаеме како оди, додека се во опозиција критикуваат, кога се на власт велат дека немаат магично стапче и дека проблемот е голем и тежок, што сите многу добро го знаеме. Планската програма ја гледав, вака првиот впечаток наш е дека во еден добар дел се внесени нашите барања од протестните маршеви, но што е добро, значи се идентификуваат области, но проблемот е што во овој момент таа програма повеќе личи на еден список, да речеме, на желби, бидејќи се премногу општи, не се назначени буџети за секоја од секциите во програмата, нема јасни рокови, ниту надлежни институции, одговорни лица кои ги спроведуваат. Тоа е проблем затоа што не е прв пат ние да гледаме вакви програми на владите, на министерствата. Имаше програми, имаше планови, сега ова е планска програма. Значи има така, нема оние точки по кои што ќе се мери успешноста на програмата. Значи имаме видено веќе такви работи. Во ред е ова што е попишано, ги покрива горе-долу поголем дел од оние подрачја кои што и ние сметаме дека се критични за загадувањето на воздухот, но едноставно вака е, повеќе како список на желби, што повеќе што ако знаеме дека за оваа година и нема во буџетот некои пари за да се спроведуваат. Дел од овие активности кои се многу општо напишани, а малце кога ќе се подразмисли за секој од нив, тука треба да влезат прилично во некои делови и доста сложени процеси за да се дојде до некакви резултати. Така што сега би сакале да ги потурнеме институциите и владата во разработка детална на оваа програма за секој дел, да имаме рокови, да имаме конкретни објекти, што ќе се презема, кој ќе го презема, колку пари за тоа ќе се одвојат и да се одвојат пари сега. Инаку тоа ќе остане само букви на хартија. Така, вчера Министерството за животна средина и просторно планирање испрати соопштение до медиумите во кое ги повика надлежните институции, како што реков, на заедничка акција и ги потсети на оваа планска програма дека сите согласно неа имаат сите обврски заложенија и ги повика институциите да реагираат, откако претходно на 5 јануари град Скопје се огласи на истата тема, па рече дека освен нивните инспектори, никој друг од надлежните институции не делува, иако има законска обврска за тоа.
Георгиевска, како тоа вам ви личи во два иницијативата? Смешно беше, ја вчера кога го видов соопштението, тоа е министерство, значи дел од владата. Не е во ред да излегуваат со пресови за медиумите и да кажуваат секој да си ги заврши работите. Првенствено и они треба да си ги завршат своите работи. И наместо да издаваат пресови, нека се фатат со конкретни работи. Значи, како што каже и Јане, оваа програма е и нашите забелешки се во однос на тоа што нема точно кој е одговорност и кој сектор. Дадени се цели институции. Мислам, многу лесно потоа ќе биде еве ова не било овој сектор, не било не предавање на одговорностите, меѓутоа треба исто и квантитативни мерки. Значи што ќе се колку е предвидено, до кога, рокови до кога, како да се смени, да знаат сите институции што е нивната надлежност, кој е одговорен и доколку тоа не се спроведи да има одговорност. Некои од мерките се премногу општи, немаат на пример промена на автобуси, немаат точно колку автобуси, во кој рок, како ќе се промени. За домаќинствата исто е проблем. Централите дека се изградат, тоа више години дена ќе помине. Најсиромашните семејства не можат да се префрлат на газ така брзо или без субвенции, така да треба многу доработка на оваа програма. И конкретно и за Министерството за животна средина. Значи, освен контрола што имаат на интегрирани дозволи, видов дека направиле одредени контроли, меѓутоа во самата влада треба да се заземе да одредени министерства си ги вршат своите надлежности. Не тоа да го прават преку медиуми. Конкретно се гори исто на отворени површини, например, еве, се објавуваат слики, сега поради маглата не се гледа тоа, значи Вардариште се гори Визбегово, се гледаат тие црни димови, меѓутоа загадувањето не може веќе да се следи што од каде. Не излегува полиција на терен, иако е тоа казниво дело. Комуналните инспектори не можат тука да легитимираат и обично во повеќите случаи у Карпо што ги имаме се вели дека тоа се малолетници или дека нема кој, меѓутоа ако се сака со покривање со камери или со дронови или со повеќе персонал на терен може да се изречат неколку казни. Тука исто би ги повикала и судовите. Многу од веќе преземените казни не се спроведуваат со години. Ке ми дозволите тука малку да цитирам делови од вчерашното соопштение, кое велите е премногу општо, она што е по-конкретно во него е тоа дека Министерството за животна средина во соработка со Државниот инспекторат за животна средина спроведува засилени и вонредни контроли врз индустријските капацитети со интегрирана еколошка дозвола и во таа смисла продолжува во соопштението дека на цементарница Усје се направени два вонредни ненајавени надзори, еден по 19 часот и еден во работното време. Направена е контрола на отпад кој влегува во цементара Усје. Досега нема отстапувања во параметрите кои се зададени во дозволата. Претходно во соопштението на град Скопје беше повикано обвинителството, како што и вие сега споменавте, дека биле изречени пријави од градот Скопје конкретно за цементара Усје, меѓутоа не се спроведени. Не е постапено по нив, не знам дали ви падна во очи тој Да, мислам тоа е општа пракса исто. И имаат и период кога може и да се спогодат, така да казните се упола од тоа што треба да се изрече. И тие се исто и минимални казни во однос на она што се случува, мислам, загадувањето што го произведуваат и последиците, конкретно за сите загадувачи. Исто така и во програмата би го спомнала Законот за индустријски емисии. Се дава уште период, уште 2 години да се донесе. Законот е 2016 нацрт верзија, значи ставен е на ЕНЕР од 2022 и даваат уште 2 години да се спроведе тој закон. Зошто да се чека? Тој закон е неопходен исто за контрола на индустријските емисии и треба што поскоро за неколку месеци веќе да се поминат процедурите, да се издискутира и да се донесе. Добро, да не бидеме премногу ригидни или престроги во оценката, би сакал, например, подготвувајќи се за емисијата, најдов ваше интервју во 2019 година. Тогашната влада носи план исто така за почист воздух и вие во насловот на интервјуто се вади таму дека оние кои пред неколку години протестираа за почист воздух, сега се во владата, нека преземат мерки. Ваш повик од тоа време. Сега велите, приказната се повторува постојано, оние кога се во опозиција велат вие сте виновни, а кога сте на власт велат треба време, не се решава проблемот преку ноќ. Јане беше малце по-благ во оценката, вели владината програма ги содржи барањата на невладиниот сектор, на еколошките активисти,
мерките кои се предложени, меѓутоа нема конкретни рокови. Вие сте малку построги во оценката. Што е добро во владината програма, што е реално остварливо, или нема буџет во 2025 за реализација, па од тука ја вадите ова строгост во оценката дека ништо не се презема? Ништо не се презема што би донело конкретни резултати. Може и ќе се преземе, да еве јас велам камо среќа да грешиме. Ние ги даваме критиките во насока на тоа да се подобрат работите. Добро е што има програма, што се почнало од негде, меѓутоа сметаме дека треба да биде попрецизна и подоработена, за да имаме конечно резултати и да знаеме како се спроведува. Да речеме во одреден рок треба толку и толку да се намали според оваа мерка. Ако не се намали загадувањето во тој период, тие што биле одговорни, тој сектор, тие одредени лица, тие институции треба да преземат одговорност. И тука одговорноста е во насока на подобрување на тоа. Значи да се преземат одредени мерки да се подобри. Доколку има резултати, тогаш и ќе ги пофалиме нормално и ќе знаат дека во таа насока добро се оди. Ќе се продолжи со програмата, може и подобрување и ако добра работа да има одредени подобрувања. Значи секој план треба да има точки каде што се гледа дали добро се одвива тој план и како да се продолжи понатаму. Не треба да чекаме години да поминат или да заврши мандатот до новите избори па да речеме еве ние преземавме, напишавме програма, а другите не ја спроведе и секи се префрламе одговорноста кој е крив, кој не е крив. Мислам, проблемот е толку сеопфатен и не засега сите нас, што не треба да размислуваме во насока на тоа, еве ние нешто направивме, него стварно сите да се заангажираме од граѓаните, па до највисоките институции и лица кои ги водат институции за да го решиме проблемот, зашто се однесува на здравјето. Не е ова ни поени за избори или сега ние ќе ги гласаме опозицијата затоа зашто е гласна или овие нема да ги гласаат затоа зашто ништо не прават. Значи, како што рековте, и нас не е смачено се повторуваме со години истите работи ги кажуваме. Има некое поместување, меѓутоа во однос на волкава загадување не треба да се радуваме на толку мали поместувања. Треба едноставно да решиме дека треба проблемов да се реши во толку и толку години, да направиме една програма, да застанат сите за таа програмата и да се спроведува. Димески, дали е таа оваа програма за која треба застанат сите или треба сепак да се доработи со конкретни рокови прецизни со оглед на тоа што барањата на Зелен хуман град, шанса за центар одва иницијатива, генерално велите дека се предвидени во програмата без прецизни рокови за усвојување? Да, како што кажав и претходно, ако нема прецизни рокови, ако не се преидена дела, ова е само букви на хартија. Хартија трпи се, тоа имаме доста видено кај нас. Например, еве, чисто описно квалитетно огревно дрво се ветува дека за 3 години ќе има суво дрво, нели? Тоа е важно, дали и дрвото кое се гори, нели, пожал да нема домаќинства кои се греат на дрво, но има. И дали е суво или мокро. Меѓутоа за да се добие тоа, тука национални шуми е одговорната институција, нели, за тоа. Меѓутоа за национални шуми да го постигне тоа е потребна целосна реформа на тоа предпријатие. Тоа предпријатие мислам дека во моментот не може да гарантира суво огревно дрво и доволно, затоа што низ децениите од партизацијата на ова предпријатие, тоа е најголемото јавно предпријатие во Македонија, тоа е дојдено во ситуација да не произведува, колку што се сеќам од последниот пат кога пишував на таа тема пред 2-3 години, па ни 50% од дрвната маса потребна за грејење на домаќинството во Македонија. Значи, пред некои 15 на години е одлучено да ги предпријатието да ги намалува загубите преку тоа што ќе го намалува производството. Со тоа практично се отстапува место на оние диви сечачи на дрва, а од тие нели не можете никаква гаранција да добиете. Така што ќе треба реструктурирање на тоа предпријатие за да може да постигне побрувачката. Ќе треба и да се справиме со таа шумска мафија, така наречена. Да, тоа воопшто не е едноставно. За да се стави ред во таа сфера на огревното дрво. Например, имав можност случајно да присуствувам на презентација на консултант од Европска унија кој што работи на некаква предлог реформа на предпријатието. Пред некои години и пол, мислам, таа рече дека состојбата со шумите, дивата сеча е лоша на многу места и во светот и на Балканот, меѓутоа најлошото нешто што го видело тоа е овде.
Така што тука не е тоа така само да го ставите на хартија, дека ќе добијат суво гориво, како ќе го добијат, кој ќе го контролира тоа? Зашто сега не добиваат ако е таква работа? Да, ајде ако одиме по конкретни мерки, од краткорочните да тргнеме и генерално, например, дел од вашите барања се да се задолжи Управата за хидрометеоролошки работи да прогнозира температурни инверзии во котлините, нешто што другите хидрометеоролошки управи го прават, веројатно во поголемите градови. Што е тоа толку тешко да се преземе? Има ли тука поместување некакви? Мислам дека тоа не е од нашите барања, меѓутоа од Зелен хуман град. Да. Добро е во насока на тоа што да знаат луѓето да превенираат институциите во однос на поголемите загадувања, значи оние мерки за заштита, не се тие за намалување на загадувањето, него во однос на заштита на здравјето. Мерките исто со налепниците на возилата, исто се остави на желба кој сака или кој не сака, не е морално, така да доколку би се имплементирала таа мерка, во случај на загаденост треба да се забрани возење на тие што што немаат зелена налепница, а да се дозволи во загадените само подречја, не на цела територија, значи таму кај што имаме загаденост да може да се возат само автомобилите со зелена налепница. Како одва иницијатива, рековте дека имате дополнителни барања до град Скопје? Значи, оваа година испративме до сите советници во град Скопје и до градоначалничката барања што сметаме дека треба да се преземат и тоа да се донесат во овој мандат, во насока на тоа за да може да се припремат и сите субјекти кои треба да ги преземат овие мерки, значи домаќинствата, институциите, дадени се рокови кои сметаме дека треба да им се остават за да може да се прилагодат. Например, забрана за грејење на нафта, лесни масла, јаглен мазут, кокс во град Скопје на сила да биде од 1.10.2026 за домаќинствата, а од 1.10 за сите други објекти. Значи има колку е реално изводливо? Изводливо е. Ние ги дадовме роковите за да може да можеме да ги изведеме тие работи. Кој би бил субститутот за овие домаќинства кои не би можело да се гредаат со тоа што се греат сега? Значи да им се дадат одредени субвенции за тие социјални ранливи категории кои не можат да го сменат начинот на грејење, да се види што е најприфатливо во дадениот реон. Дали да се приклучат дали топлотни пумпи, дали постојат и други начини, да речеме со филтри на оџаците, исто тоа баравме и субвенции имавме и кај амандманите што не ги кажа оваа година, меѓутоа и другите години били истите амандмани, да се постават механички филтри на оџаците, значи за оние најранливи категории, да им се обезбеди суво дрво. Меѓутоа, бидејќи они немаат средства да го купат тоа суво дрво, се сведува потоа на горење се и се што е првенствено и за нив страшно и за околината во однос на тоа што се гори. Потоа исто конкретно вие мерки се повеќе за тоа да овој состав на собранието ги донесе за да може да има некоја програма и за наредниот состав да може да се води по таа програма. Значи, сега во моментов ние лобираме, со некои имаме договорено средби за да видиме дали имаат забелешки на овие наши барања, да конкретизираме што би можело, што не би можело, токму во насока на ова што кажавте. Ние сметаме, ние ги дадовме вака роковите. Сметаме дека може да се реализираат, на нив е да ни кажат свое мислење, од некои политички партии се уште немаме одговор. Се надеваме дека ќе добиеме сега после празниците и ќе можеме заеднички да пристапиме, да видиме што од овие мерки може да се донесе како град Скопје, да не биде дека само излегуваат на терен и проверуваат на инспекции. Еве и други работи што може да ги сменат. Значи, од 1 октомври до 1 мај останатиот дел со загаденост PM10 над 50 и PM2.5 над 25 милиграми на метар кубен, кои ќе бидат измерени најмалку 2 мониторинг станици во Скопје, да може да се собраќаат само возила од прва еколошка категорија. Домаќинствата кои ќе останат да се греат на дрва во град Скопје, како и другите субјекти кои користат дрва за грејење, значи ставаме
да се постават филтри и тоа во сила да биде од 1.1.2027, во руралните средини од 1.1.2029. Исто тука беше... Добро, која партија ви игнорира? Рековте, дел од партиите не ви одговориле? Па од СДСМ немаме се уште советничката група на СДСМ, а разбираме дека се празници, може не провериле мејл, така да, еве, од некои партии добивме одговор, од некои не напишавме, од кои не се надеваме дека ќе добиеме наскоро, зашто се работи чисто за разговор и дискусија во однос на ова, да ги знаеме нивните ставови, за да можеме да видиме ако има и некои на град Скопје во овој состав да ги донесат пред... не е битно која партија, битно ни е сите да застанеме за ова, да ги слушнеме нивните размислувања таму каде што сметаат дека не е во ред, да направиме и корекции и да го изгласаат тоа во поголем брод. Не да биде овие гласаат, овие не поддржуваат, него едноставно да гласаат како представници на сите граѓани. Јана, вие направивте мапирање на оние државни објекти, институции во градот Скопје и во Македонија кои загреваат на мазут. Беа негде околу 1000 на број во цела Македонија. 700 и нешто. 700 и нешто, скоро 1000. Меѓутоа, видите, ги бележевме само оние во поголемите урбани центри, градови, да речем низ Македонија. Целата територија можеби стигнуваме до 1000. Сигурно. Има ли поместување во таа насока со оглед на тоа што и министерот Таравари рече дека болниците кои се загреваат на мазут тоа ќе биде заменето во текот на 2025-та, меѓутоа конкретни пари во буџетот за тоа намена нема. Да, исто да го приметив дека нема. Една од мерките која е ставена овде е 600 јавни институции да го променат начинот на грејење, тоа е добро, меѓутоа нели она што недостасува е план кои институции, кога, колку пари и така натаму и на што ќе се променат, нели. Нема некое поместување, барем по тоа ние ги бележевме според тоа колку дали купуваат нафта и мазут и колкава количина купуваат. Горе-долу институциите се тие како и лани, од оно што го проверуваме. Може еден позитивен пример до сега што видов, мислам дека треба да ги стекнуваме, нели, за да ги мотивираме. Например, средното училиште ЕМУЦ во автокоманда лани уште објави тендер за приклучување кон парното грејење. Па лани немаше нови информации дали се склучил тендерот, дали се спровел така натаму. Деновиве проверив на јавни набавки дека го реализирале тендерот. Нивното приклучување на системот за парно грејење мислам дека околу 7-8 евра чинало. И со тоа тие веќе нема да горат, не знам колку горе, околу 20.000 литри нафта по сезона, туку ќе бидат приклучени на скопскиот систем за парно грејење. Што е, мислам, и решение за најверојатно добар дел од овие објекти. Не успеавме до сега да провериме сите овие објекти на кој растојание се, например, од топловодната мрежа, за да видиме кој може најлесно да се приклучи. Но ги спомнавте болниците. За болниците нема во државниот буџет пари, но имаат посебна програма преку Светска банка, мислам, за подобрување на енергетската ефикасност во здравствениот сектор. Значи можно е тоа да се случи во текот на 2020? Можно за некој од нив, јас не знам за кој се има, она што знаеме дека има пари веќе трета година, уште не се случува трансформацијата, например, за клиниката за физикална рехабилитација во Капиштец, таа е веднаш над училиштето Киро Глигоров, таа користи мазут. Тоа е една од ретките институции во центар останати кои се греат уште на мазут, што е многу лошо, бидејќи во сред резиденцијална зона. И сега таа болница е во оваа програма на Светска банка, значи има пари за тоа, има и проект кој што го гледавме објавен на Министерството за финансии во таа проектната единица, меѓутоа еве трета година уште продолжува. И кога има пари, не се спроведуваат активно. Не можам да си објаснам зашто се чека толку, што е проблемот. Едно од барањата на невладиниот сектор, на активистите кои организираа и протести е ефикасен јавен превоз. И тоа е вака исто така убаво звучи, меѓутоа конкретно во Скопје, гледајќи какви се проблемите со кои се соочува јавното сообраќајно претпријатие, тешко изводливо, најавени се нови 100 еколошки автобуси. Што би можело во таа смисла во брзо време да биде променето? Значи, тие еколошки автобуси се бараа, колку што знам, уште од почетокот на мандатот на градоначалничката Арсовска, така, ама упорно поради политичката кавга нивна во градот не се одобруваа пари. Значи, тие автобуси најверојатно можеше да ги имаме до сега, да не беше тој инет меѓу нив и
кој ескалираше од тоа ниво да не само што немаше ефикасен, туку немаше никаков јавен транспорт во Скопје, што е исклучително лошо, барем во поглед на ако гледаме да се намалат емисиите од сообраќајот, кои исто така не се мали. Тоа исто е една од мерките која е неопходна. Не може да имате вие да нема загадување од сообраќајот ако нема јавен транспорт. Едноставно што ќе им кажете на граѓаните, не користите кола, а со што да одат? Тие од Радишани на пример како да дојдат до центарот на Скопје или од други краеви. Мора им се даде алтернатива, така што ако купат автобуси или не знам друго решение за јавниот транспорт, сепак ќе биде подобро најверојатно од ова што е сега. Дали е тоа финално решение? Не знам. Најверојатно од она што го имам слушано од стручњаци за сообраќај дека Скопје треба еден интегриран пристап да има кон сообраќајот кој ќе вклучува и она идеја за активирање на железничката пруга која не се користи веќе во Скопје за транспорт на патниците од предградијата на градот кон центарот и низ некои населби каде што поминувала таа пруга претходно. Значи тука повеќе најверојатно решенија треба да се интегрираат за да добие нешто што ќе личи на ефикасен јавен превоз. Ама автобусите се најверојатно првиот услов да има барем некаков јавен превоз. Добро, што е следно? Протести веројатно нови не се исклучени како дел, меѓутоа отидовме по неколку делови од владината проектна програма Квалитетно огревно дрво, когенеративни гасни централи. Рокот за исполнување на ова е 8 години, што изгледа реално. Меѓутоа во буџетот за 2025 не се предвидени пари за тоа. Иако треба да почне реализација. Што друго вам ви паѓа во очи прегледувајќи владината проектна програма? Конкретно, да речеме, Куманово е целосно со секундарна мрежа има гасификација, меѓутоа проблемот е што голем број домаќинства не се на газ, така да треба се види зошто е тој проблем. Колку што знам јас, многу е скапо да се преориентираат сите уреди од домаќинството да бидат на газ. Значи, сумата не може да се ја дозволи секој семејство да се преориентира, од друга страна имаат можност да горат дрва или уште полошо било што ќе најдат, така да конкретно би го спомнала примерот со град Белград што донесоа одлука да се набават такви филтри и тоа за конкретен број на домаќинства во рок од 2 години да се покрие сето она што сметаат дека може да загадува. Да речеме кај нас тоа го збориме уште пред Белград, меѓутоа ништо не се случува, треба да се знае точно. Значи, колку имаме домаќинства што се греат на дрво, конкретно из ова набавката на суви дрва што ги спомна Јане, како ќе биде докажувањето, дали со фискални сметки, мислам, тој систем не е разработен, тука треба исто да прецизираат и да има еден регистар кои домаќинства со години се греат, да им се обезбеди од каде да ги купат, да имаат доказ дека ги греат тие, да се види, да се контролира загадувањето и една друга работа. Исто така не може според уставот да се влегува во домовите и да се проверува кој со што се грее. Значи тоа е неизводливо, не е Значи очигледно ќе имаме најголем проблем во решавањето на делот со загревање, односно грејната сезона да ја решиме со оглед на тоа што таму истовремено тоа е најголем загадувач. Меѓутоа, да се малце фокусираме и на сообраќајот, бидејќи немаме многу време. Дел од барањата се да се ограничи увозот на стари возила под 10 години. Тоа не е предвидено во владината проектна програма. Можно ли е тоа да се забрза на некој начин и да во оној дел и она што го велите вие да се оди со оние налепници, кои возила во одредени делови смеат да сообраќаат, да возат по улиците? Да, тоа беше од претходната влада, тргна во реализација и најверојатно заклучија дека не е популарна мерка кај населението и тука преовлада она потреба за гласови и да им се допаднеме на сите, а не да го решиме проблемот. Така да ништо не се случи со тоа. Исто и ние излеговме со ова барање до владата да се забрани увоз под Евро 5, на кој не идовме на многу критики. Затоа зашто... Од кого критики? Па, да речеме, одредени групи на така наречени новинари, каде што стварно имаше и многу вулгарни коментари кон колешките што излегоа на прес. Значи,
Едноставно, видов дека имало и програма од МАНУ исто пред многу години за во која насока да се одвива сообраќајот, каде истото така се предвидува да се забранат увоз на овие автомобили, инаку овие автомобили во Европа се рачунаат веќе како отпад. А од друга страна народот бара да се забрани увоз на отпад за согорување, а сакаат дозволуваат такви стари автомобили со стари акумулатори или со стари гуми ги донесуваат тука и тој отпад ни останува овде. Ние имаме доволно стари автомобили. Значи 10 години е на функција. Влезе автомобилскиот крш од Европа одамна кај нас. Да, ама што правиме со нашите стари автомобили? Така да треба да се размисли за оваа мерка. Не е популарна, меѓутоа треба убаво да им се објасни на населението. Нема да останат без возила. Со стари возила, ќе имаат по нови, да се помогне онаму каде што нема субвенции, има за плински уреди, вградување, така да има начини тоа да се среди. Невена Георгиевска, Јане Димовски, ви благодарам многу за гостувањето. Мораме да завршуваме, иако темата е многу опширна и можеме да дискутираме уште долго. Ви благодарам за гостувањето. Благодарам за поканата.